Повеќе од било кога граѓаните трошат за лекови. На годишно ниво во државата тоа се милиони евра. Граѓаните тврдат дека практично без лекови не се може. Син, 1300. Да. Па купувам. Да ти кажам, дете некнада до 3000, јас се забрила сам 2 рецепти на Да. купуваме. Па ти сега од лекови брам ги парите, еве ги лековите. Зголемена потрошувачка потврдуваат и фармацевтите. Поверувачката на лекови, за разлика од претходните години, е поголема, што укажува на тоа дека луѓето се повеќе болни. Веројатно поради поголемите стресови, поради недостатокот на средства за опстанок, поради неправилната исхрана, поради недоволното движење. Во последно време поверувачката на хроничната терапија, па и на акутната е зголемена за разлика од претходните години. Освен зголемената потрошувачка, загрижувачко е тоа што некој од граѓаните се почесто сами се одредуваат терапија. На своја рака. Само препишани лекарства. И на своја има На своја рака не. Не. Да, купувам. Витамински такви, иначе други не. Само на рецепт. Не сум до сега јас купувала ништо на своја рака. Последиците од ова можат да бидат катастрофални, предупредуваат лекарите. Таа алергијата, која може на секој лек и па дури на витамините да се јави, до некои посложени, бидејќи некогаш кога има нус ефект и тешка компликација, може и едно апче да направи тешки повреди на разни органи од бубрезите, црниот дроб, бидејќи сите тие минуваат низ желудникот, односно системот за варење, цревата, па низ црниот дроб, бубрезите се метаболизираат и сите тие органи може да бидат повредени од несоодветен лек. На листата на најбарани лекови се Најбарани лекови, прво да почнеме од хроничната терапија, од кардио областа, лекови за срце, а потоа за зголемен крвен притисок, лекови за холестерол, за триглицериди и лековите за смирување, анксиолитици, антидепресиви. Сега во последно време, поради промената на временските услови, се бараат и антибиотици